Преку презентирање на културната и историската традиција на унгарците и дегустација на традиционалната унгарска кујна, во Куманово вчера беше одбележан Националниот ден на унгарскиот народ. На манифестацијата се обратија градоначалникот Максим Димитриевски и амбасадорот на Република Унгарија во Македонија Ласло Иштван Дукс. Пред присутните во занаедничкиот дом Димитриевски ги истакна пријателските односи со Унгарија, со цел поврзување на културата и богатството на нашите народи, како и успешната соработка која ќе отвори можности за нови проекти во повеќе општествени области. През 174 години овој мал народ во оваа мала држава, која што била составен дел на една голема светска империја, успеала да извојува својата независност и денеска да обстојува на овие простори, да биде составен дел на Европа, кој што е пример за многу поголеми држави во региони и во светот. За мене е голема чест како градоначалник што денеска ве имаме како гости заедно да го прославиме Денот на Унгарија и заедно со нашите ученички и ученици од гимназија Гоце Делчев под раководство на нивниот професор. 1848. március 15-én 1848 година на 15. март во Унгарија, прво во Будимпешта, па потоа по целата држава избувна револуција. Во тоа време Унгарија била дел на Аустро-Унгарска монархија и на почетокот беше целта да се ослободи, да се осамостои, а друго да биде помодерна држава. Аустријскиот цар не се согласувал со ова работа и на некој начин избувна ослободителна војна, бидејќи тој одговорил со оружје на барањата на унгарците. Аустријските војници не можеле да ги победат унгарските војници и поради тоа Аустријскиот цар повикал во помош неговиот колега рускиот цар и така заедно рускиот цар и аустријскиот цар ги победиле унгарските војници. Тие тогашни херои за нас сигурно значат пример и многу, посебно сега кога во Европа повторно војна имаме. Измеѓу нашите држави многу е близок контакт и во овој контакт Куманово има истакнато место. Културниот настан беше организиран од општина Куманово преку секторот за култура, спорт, социјална заштита и заштита на децата.